Здраво, јас сум Медијана. Се знаеме одамна, френдови сме на Facebook, а мислам дека ги пратише моите видеа на YouTube. Решив да прошетам бидејќи очиве ме заболеа од седење пред компјутер. Пишувам ништо за медиумска писменост. Порано бев тотално аут. Мислев дека писменоста е поврзана со говорењето и со правописот и на тоа поле малку од малку сум писмена, ама медиумски ич. Вешто владам со Facebook, Instagram, Twitter, а направив и свој профил на LinkedIn за кога ќе дипломирам, полесно да си најдам работа. Иако 10 часа дневно поминувам со медиуми, сепак не ве што ги читав. Медиумската писменост е разбирање на медиумите, деконструкција, толкување и критичко вреднување на медиумската содржина. Медиумската писменост се базира на 5 концепта. Кој е авторот? Емисиите кои ги гледаме на ТВ, слушаме на радио, текстовите кои ги читаме на веб се нечие разбирање на одредена тема. Во една медиумска порака која е испратена има премногу кадри и искажани зборови кои се отфрлени, а ние за тоа не знаеме. Па кој е вистинското прашање кое треба да го поставиме во овој момент? Дали главна вест на телевизија е она што го слушаме во моментот или пак нешто друго? Вториот концепт е техники и јазик. Медиумските пораки се конструирани со користење на креативен јазик и нивни правила, односно кои креативни техники се користат за да го привлечат моето внимание. Медиумските пораки се обидуваат да не уверат во тоа што ни го сервираат. Секоја од нив си има своја естетика и реторика, каде покрај зборовите се користат звукот и сликата. Визуелните елементи како аголот на камерата, композицијата и невербалниот говор влијаат на медиумската порака и на тоа како ние ја доживуваме истата. Различните луѓе на различен начин ги доживуваат медиумските пораки. Нашите различности, независно дали се работи за образование, искуство, политичка или религиозна определба, влијаат на нашето разбирање на медиумите и медиумските пораки. Но сите пораки се креирани за одредена публика со цел да се влијае на нивното мислење за некоја определена причина. Медиумските пораки не се неутрални, ниту некогаш ќе бидат. Тие наметнуваат своји стилови, вредности и ставови. Неретко последиците од нив се генерализација, создавање стереотипи и предрасуди, иако очекуваме балансни идеи и различни точки на гледање. Која е целта на медиумските пораки? Поголемиот дел од нив се насочени кон создавање профит и моќ. И редно време е да прашаме зошто медиумските пораки се насочени токму кон нас. Медиумите нас не образуваат, не информираат и не забавуваат, но имаат за цел да не уверат во она што го нудат. Затоа е значајно да можеме да ја процениме намерата, да видиме дали е таа видлива или допрва треба да ја откриеме. Секојдневно гледаме телевизија, слушаме радио и читаме вести и портали, за да се информираме и образуваме. А клучна цел на медиумите е да не уверат и убедат во нешто и истото тоа да го направиме. Тоа е највеќе видливо во политичките кампањи, рекламите и односи со јавноста. И кога ја анализираме целта на праќањето, треба да ја имаме на ум сопственоста на медиумот која пласира пораката, дали се работи за јавен сервис, локален сопственик или пак корпорација. Затоа медиумската писменост подразбира внимателно гледање, толкување и анализа на содржината која ја менуваме со далечинското или со маусот на компјутерот и да се прашаме на што од ова треба да веруваме. Се разбира не вклучувајќи ме и мене. Јас се што ви зборуваме во ваша корист и за ваше добро.